Дозволете ми и јас, како домаќин, да ги поздравам почитуван градоначалник на општина Чашка, Горан Стојановски, почитуван градоначалник на општина Велес, Марко Колев, почитуван градоначалник на општина Градско, Киро Нацков, почитуван председател на општината на Советот на општина Чашка, Трајче Мишковски, почитуван председател на општина Велес, тоест на Советот на општина Велес, Даниел Јаневски. Почитуван председател на Македонскиот национален совет во Швајцарија, Илчо Китанов, кој вечерва специјално допатува од Швајцарија. Самите слушнавте со аплаузот колку сме си ние лојални на председателот на Македонскиот национален совет од Швајцарија, бидејќи специјално допатува од Швајцарија. Навистина заслужува аплауз. Почитувани мои членови на МакМел, на друштвото, каде што вечерва сме организатори. Почитуван нашинец Фато Насани, кој што е и дел од оваа голема манифестација да се организира овде во село Мелница. Драги гости и жители на моето родно место, мојата Мелница. Ги поздравувам и присутните акцијаши кои ветерани еве вечерва мене лично ме угостија и присуствуваат на оваа вечерашна наша средба. Голема благодарност до сите вас и сите други присутни гости. Вечерва се чувствувам гордо, воедно и среќен што еве по втор пат денес во нашата родна Мелница се одржува Мелничката и селеничка средба Мелница 2024 година. Културна манифестација која за сите нас има огромна важност и значење. Мелничани имаме многу причини да се гордееме на своето македонско потекло, корените и мајчиниот македонски јазик, затоа што векови наназад ги негуваме богатата културна традиција, обичаите и јазикот како најважно национално обележје на еден народ и држава. Исто така, можеме со полно срце да бидеме горди на нашите предци, но и сегашните поколенија кои покрај работата и живеењето надвор од татковината не ги изгаснаме родните куќи и огништа, ами напротив, придонесуваме во модернизацијата и изградбата на родната Мелница на општина Чашка, како и на татковината Република Македонија. Да се биде мелничанец, тоа значи да си роден и израснат под падините на оваа прекрасна планина и шума над нас, да си го вдишел воздухот и да си ја пиел водата мелничка чиста како солза, да си ја облекол или видел барем за миг на јубавата со срма извезена и искаена мелничка народна носија, за кои нашите стари испеале многу песни, ги зачувале вековините преданија и мелнички обичаи, единствени по својата убавина и фолклорен раскош. Драги пријатели, драги гости, МакМел во своите редови има многу членови кои се присутни на оваа манифестација и кои придонесоа оваа манифестација да продолжи да живее и да собере толку многу присутни гости во родната Мелница, преку Мелничката и селеничка средба, целата македонска јавност ќе ја види и ќе дознае повеќе за Мелница и мелничани, за нашето гостопримство, кои ќе послужат како добар пример за тоа како се сака родниот крај и татковината. Во оваа прилика сакам да ја искажам јавно благодарноста до медиумите за афирмација на оваа прекрасна културна манифестација, да изразам благодарност за поддршката која ни ја укажуваат Министерството за култура, Агенцијата за иселеништво, посебно до градоначалникот и Советот на општина Чашка, како и до сите наши поддржувачи. Оваа прекрасна културна манифестација, овој прекрасен амбиент, со сите жители на Мелница, со вас, драги пријатели и мили гости, со многуто учесници во богатата културно-забавна програма, не прави среќни, исполнети со радост, дека сме едно од најубавите села кое продолжува да диши и живее со убава мисла, со преубавиот и богат фолклор, со народните обичаи и со убавата македонска песна и на најмилозвучниот мајчин македонски јазик.
Ви посакувам пријатна вечер, убаво дружење и уште поубава забава да ни дојдете и до година на третата мелничка и селеничка средба. Ви благодарам. Моето мото е дружењето е братско стебло. Ако имаме убаво и големо и дебело братско стебло, ќе одиме само напред. Уште еднаш ви благодарам и уживајте во вечерашната забава.